Наредниве минути на нова тема во Македонија наутро, за кое што секогаш треба да се зборува гласно, ја најавуваме вака. Со физичко или психичко малтретирање живее секоја трета македонска жена. Според последните статистики, во Синџир од жртви има и повеќе од 116 мажи. Во вакви семејства ни растат децата. Извештајот на ОПСЕ за оваа година забележува дека во Македонија, за разлика од земјите од Европската унија, 3 пати повеќе жени сметаат дека семејното насилство е приватна работа, нешто што треба да остане во семејството, а 1/3 од жените сметаат дека треба да му се покорат на мажот, дури и кога не се согласуваат со него, и дека тој едноставно има право да покаже кој е главен во куќата. Каков е односот на системот кон семејното насилство, колку истиот ги штити жртвите на родово базирано насилство и колку жртвите се охрабруваат јавно да говорат? Наредниве минути, тема на дискусија со гостинката во студиото 3 на МТВ. Велам добро утро за Смилевска Нена од Организацијата на жени на град Скопје. Добро утро, благодарам за поканата. Разговорот го започнуваме со исто така неколку статистички податоци кои ни даваат јасен приказ генерално за состојбата со семејното насилство во Македонија. Последните бројки на Министерството за труд и социјална политика на државно ниво велат дека од јануари до јуни 2022 официјално биле евидентирани 662 случаи на семејно насилство и сега од нив по бројки 463 жени, 116 мажи, 83 деца. И сега кога станува збор за формите на насилство, најчеста форма е психичкото, па потоа оди физичкото, економското и сексуалното насилство, кај дури 2 жртви. Бројот на насилници е голем, бројот на жртви уште поголем. Кои се податоците кои што ги имате вие? Јас само би кажала дека Организација на жени на град Скопје е од 91 година формирана. Од 94 година почна со работа СОС линијата за семејно насилство. Тој број е 15700, линијата е отворена 24/7 и достапна е на цела територија на Република Македонија. Нашата линија при своето работење евидентира секој повик. По стандардите на Истанбулската конвенција ние не го гледаме бројот на телефонот, што значи дека јавувачката е безбедна, дека не може да се открие ништо, до оној момент додека она не посака да побара конкретна помош за да даде своји податоци, за да можеме заедно со нејзе да тргнеме во решавањето на проблемот. Ние работиме извештаи месечно за јавувањата на линијата и тие отприлика се движат од 93-45 до 110-12. Ние со 39 од 1 до 39 2022 година имаме вкупно јавувања 975. Од тие 975, 702 биле жени, 115 мажи, 109 родители и 49 деца. И тоа се многу поголеми бројки од овие на Министерството за труд. Да, затоа што овие се повици, сите повици што дошли. Сега, од овие сите повици не се баш за насилство, има некој информативно што бара телефон за правна помош, за некое советување, едноставно имаат потреба да ги слушате, не дека може сака да пријават, да си го кажат својот проблем и тоа внимателно ние го евидентираме. Самата жртва не мора, односно јавувачката не мора да се представи, да каже од каде е, од кој град, ако она тоа не го сака. Значи само онолку колку сака за првичното јавување, за да може понатака ние кроз обуките кои сме ги имале правилно да го водиме разговорот и да ја насочуваме да ни каже она што е битно. Со тоа ние веќе правиме проценка дали се работи за психичко, физичко насилство, економско, љубомора, сексуално и друго, за да ја наведеме отворено да зборува за проблемот. Иако до пред известно време терминот жртва на семејно насилство се поврзуваше само со жените, статистиките велат дека работите се менуваат, расте бројот и на мажите жртви на семејно насилство и на децата. Да. Ние од евиденцијата која ја водиме 2003 имавме прво јавување од машко. Така. И сфативме дека досега можеби, знаете како наша стереотипна и традиционална средина ги спречува
да се јават, меѓутоа од тогаш, па сега до од 2012 година вкупно јавување имаме 2% на годишно ниво. За да од 12 до сега веќе сме дошли до 13%. Што значи отворено говорат за своите проблеми. Имаме мажи кои што се свесни и ќе кажат дека жената е агресивна, дека има некои проблеми, он сака да го задржи бракот, иначе физички е 2 пати појак од неизе, би можел, што вели да ја истепа, меѓутоа не го прави тоа, бара помош. А од друга страна имаме мажи кои што, каде што жените се економско независни, се бизнис жени, ствараат, допринесуваат во домот повеќе од мажот и автоматски некои можеби обврски што требале да бидат кај жената, што ние не сметаме дека треба да се делат на машки и женски, туку двајцата треба подеднакво да придонесуваат за сите работи кои треба да се обават во домот. И прашањето кое што е клучно во ситуацијава и за кое што сакам повеќе да дискутираме е како ние како општество можеме да ги заштитиме и поддржиме жртвите на семејно насилство. Податоците велат дека Македонија ја ратификуваше Истанбулската конвенција, ги усогласи позитивните законски прописи, но се уште впечатокот е дека постои диаметрална разлика во однос на заштитата на жртвите помеѓу теоријата и праксата. Точно од 2017 година ја ратификувавме Истанбулската конвенција и преземени се сите позитивни прописи. Понатака се работи на тоа, меѓутоа имплементацијата точно дека не е доволна, меѓутоа не може се наеднаш. Ние сакаме да тоа оди побрзо. Со самата Истанбулска конвенција се пропишани минимум стандарди за работа на одредени сервиси кои работат со жртви на семејно насилство. Од СОС линиите, од шелтерите за згрижување на жени и деца, од сервисите за правна помош, од сервиси за како советувалишта, треба да ги има поголем број за да бидат достапни. И сите ние треба да дадеме некој свој допринос за да тоа биде јавно, достапно, за да жената знае у каде, у кој момент на кого може да се обрати. Тоа е многу битно. И ајде сега да разграничиме кој каква одговорност има и во кој сегмент најмногу потврлуваме. Која е постапката по пријава на семејно насилство или конкретно какви овластувања имате вие како Сојуз на жени на град Скопје? Ние како Организација на жени на град Скопје, ви рекол, која раководиме 2 сервиса, СОС линијата и Шелтер центар за жени и деца, кога имаме пријава за семејно насилство. Секој пат, секоја жена нема да побара веднаш да биде згрижена или да се пријави во полиција. Има случаи кога е акутна состојбата и кога она апелира и бара помош. Тукаш веднаш дава податоци и ние интервенираме по полициска станица и бараме да излезат на лице место да видиме што се случува во домот. Она што вие пред малку го спомнате дека пред години ова беше проблем на едно семејство у 4 зида и се сметало дека е тоа приватен проблем и дека нема никој право да се меша во тој однос. Сега работите се сменети. Најбитно е да се работи на превенцијата од семејно насилство. Од најмали години. Што велиме од на училиштето, од и таму, кога сме правили трибини и работилници, децата се жала дека има у семејството насилство. Меѓутоа, има жени кои ќе се јават, не го препознаваат насилството, дури се обвинуваат себе си, може јас допринесов за нешто да се случи, да ова ми се случува. Или една шлаканица не е семејно насилство. Така. И ќе прости, ќе му помине. Знаете како тоа е, кога ќе се јави насилство едно семејство, тоа иде прво од психичкото насилство, вербално насилство, прво почнуваат со навреди, понижувања, омаловажувања, па потоа доаѓа до физичкото насилство. Првиот шамар кој ќе се случи не останува на тоа. Не останува. Ние немаме забележено случај дека само тоа еднаш се случило и веќе не се случувало. И тоа интензитетот со годините поминува и расте. Додека жената не биде свесна дека не треба и тој еден шамар да го издржи, да побара помош и заштита, од и тоа ја следува. Имаме закон за семејно насилство, имаме национално координативно тело, имаме институции на системот, центри за социјална работа, полициски станици кои мора да интервенираат. Ние дали традиционално сме воспитувани дека семејството треба да се одржи по секоја цена? Дали тоа е една од причините поради која жртвите не сакаат да пријавуваат? Од страв
да не се растури семејството? Знаете како, во почетокот на првите тие јавувања точно беше така. Срам од роднини, пријатели, комши, меѓутоа сите около веќе знаат дека во тој дом се случува насилство. Криејки и од самите деца, и од утре тие деца кога ќе пораснат и кога таа ќе рече дека се жртвувала за нив, знаете, ништо поминала, ќе им каже, тие викаат дека е тоа проблем кој она требала да го реши. И тоа е патерн по кој што децата се однесуваат, примерот? И тоа е некој модел на однесување на децата. Во такви семејства, детето, ако е машко, зима особините на таткото, значи станува насилник, а ако е женско дете, односот на мајката дека треба да ќути и да трпи. Меѓутоа, ние од друга страна сме задоволни дека сега овие млади генерации се менуваат и веќе не дозволуваат да бидат толку малтретирани и бараат веднаш помош. Таа помош се пружа прво и од наша страна. Какви услуги нудите? Какви услуги нуди Организацијата на жени? Организација на жени нуди лепеза на услуги. Од тоа дека првичниот контакт, од првото ало, ви кажам дека операторките на линијата се обучени и точно знаат како да го водат разговорот. Од самиот глас на операторката, кој им влева некоја сигурност, на почетокот ни се случувало дека многу пати ќе се јави жената, иако е жртва на насилство, ќе рече не се работи за мене, се работи за братучетка ми, за комшиката, за моја пријателка, и дури понатака, ако продолжат тие јавувања, ќе се отвори и ќе каже дека се работи за нејзе. Како може да ми помогнете? Ние велиме, а како? Што вие би сакале ние да направиме за нас? И кога ќе поставиме тоа прашање, она веќе се замислува и почнува да размислува што е тоа што она би го сакала да ние направиме за нејзи. Тоа ни го леснува патот за да она почне сама да размислува, а ние ќе ја поддржиме во тоа што она го сака. Ја споменавте комуникацијата со Министерството за внатрешни работи, за да се утврди дали има семејно насилство. Каква е генерално комуникацијата со другите институции во поглед на поддршка и соработка? Центарот за социјални работи и Министерството, го спомнавме за труд и социјала. Најбитно е да се направи првична проценка. На секоја жена треба да и се верува на тоа што го кажува и треба да биде примена, да се осети дека нејзе институциите на системот ќе ја помогнат. Во полициските станици не сите исто постапуваат. Има полициски станици каде имаме инспектори за семејно насилство кои одлично си ја работат својата работа и точно знаат како да постапат, меѓутоа имаме полициски станици каде едноставно имаме чувство дека и тој што ја прима жртвата на некој вид е насилник. Едноставно не дава за право, ете, ќе одите дома, ќе се смирите, не треба да работиме на нивно смирување кога има конфликт. Постојат начини како да им се помогне. Со центрите за социјална работа имаме соработка, не е онаква каква што ние би посакувале. Последниве 2-3 години имаме проблем од проста причина што многу често тимовите во оделот за семејно насилство се менуваат. Пак ќе почнеме со еден случај кај еден, а ќе завршиме крајно 10. И од тие причини мислиме дека луѓето кои работат, тоа е наше мислење, дека можеби не се заинтересирани затоа што утре ќе бидат сменети, па ќе дојдат други и така се врти тој круг, каде што они можеби од тие причини не се задоволни по тие истражувања од центрите за социјална работа. Ми дадовте одличен вовед за следното прашање. Колку сите овие алки кои треба да работат со жртви на семејно насилство се доволно едуцирани да работат на вакви сензибилни теми? Податоците говорат многу поинак, даваат многу поинаков приказ. Па, што се однесува до граѓанскиот сектор, невладините организации, кои се стриктно одредени во овие области сега за кои ние зборуваме, имаат капацитет, искуство и обучен кадар. Тоа го прават сега од Министерството и по центрите за социјална работа, каде се праќаат на едукации, обуки, едноставно, каде што треба да бидат остручени како да се прифати жртвата и како да и се помогне. Сега, во самиот центар, можеби и просторот е мал и времето им е ограничено, така да кога ќе дојде жртвата, можеби и немаат време да ја сослушаат до крај. За разлика од невладиниот сектор, конкретно зборам за нас, каде ние и го даваме сето време, да она полека
успее да се огледа и да ја раскаже целата приказка од кога почнало тоа насилство и како она мисли да излезе од тој круг, дали сака, дали е спремна и да изрази желба. Ние сме тука за да ја помогнеме во бесплатна правна помош. И каков е вашиот впечаток? Дали токму ова талкање по институционалните лавиринти е една од причините зашто жените не сакаат јавно и гласно да говорат на оваа тема и да побараат помош и заштита? Добро прашање, се слагам со вас, точно е тоа така. Бидејќи долги години од работа на SOS линијата од 94-та и во самиот шелтер имаме искуство дека пократко, ако жената не е упорна, ако нема излез, ако не знае каде и што понатака, ако е невработена, а има деца, нема свое живеалиште, многу тешко ќе излезе од куќата на сторителот. И тешко е за самата жена, затоа што целиот терет паѓа на неизе. Обично, такове, доскоро беше таква традицијата дека се останува на машкиот потомок во семејството. Сега работите се сменети на задоволство на сите нас. Така да, жената, кога ќе изгуби верба у институциите на системот, и кога ќе се јави и кога ќе кажеме институција на системот е должна да ви пружи заштита. Јас веќе бев таму. Јас не сум задоволна што уште можам, како вие друго може да ми помогнете. Па ќе разговараме. Кој го водел случајот, па ќе побараме, ќе разговараме со одговорното лице, ќе видиме дали е што е преземено за неизе, доколку е акутна ситуација, ви кажава, доколку се празници, доколку е викенд, има афектна ситуација на семејно насилство, ние ги изгрижуваме во нашиот шелтер. Една од причините поради која што многу често жртвите повторно се враќаат кај насилникот е недоволната поддршка. И тука мислам на интеграција на жртвите во општествените процеси. Поддршката може би ја имаат и од невладините организации, и од социјалните центри, но тоа е само привремено. Оно што им е необходно е инклузија, финансиска независност, за да можат да се грижат за своите деца. А и тука се чини поддршката каска во голема. Да, баш така е. Оти она кога ќе тргне по тој пат на лавиринти, како ние го викаме, дали ќе има доволно храброст и сила да го издржи, точно е. Ние некои наши согледувања и од работни состаноци и од доста конференции, семинари и едукации, имаме впечаток дека жената кога ќе тргне по тие институции, фактички тогаш станува вистинска жртва на насилство. Затоа што на некој начин на таа жена е потребна прво економска поддршка, финансова, да има работа, да има свое живеалиште, да може понатака да ги прибере децата и да живеат заедно. Онаа жена кој не може тоа да го направи. И ако ние, кога ќе ги изгрижиме во шелтерот кај нас, идеме на нивна дообука, преквалификација, завршување на некој курс, за да можеме да ги направиме што е можно помалце економски зависно од сопругот. Меѓутоа, кога жените ќе дојдат или избегаат без своите деца, нив ги влече назад да се вратат кај децата и повторно се враќаат кај сторителите. Проблем е сега што ние бараме брзи мерки за изрекување на заштита од семејно насилство. Искуството, ова што го спомнавте со институциите, се одговлекува тој период. Тој период на ризик и тоа мора да оди побрзо, ние тоа го бараме и тоа сакаме да го постигнеме. Не може да оди една мерка на заштита до 30 дена у обвинителство или повеќе и неколку месеци додека она престојува во шелтерот. Сите тие процедури како да ја одземаат надежда дека случајот ќе се реши. И затоа она станува жртва некако на системот. Но за да ги охрабриме, се надевам ги нема во голем број оние кои што не гледаат, а не се охрабриле да говорат јавно за семејното насилство. Постојат ли позитивни приказни, позитивни примери од жени кои што се охрабриле да пријават семејно насилство, ги поминале сите премрежја, финансиски се стабилни, создале за себе и за своето дете нов поквалитетен живот? Да, ги имаме, меѓутоа во помал број. Ние сме горди и на вистина ни е драго и ден денеска сме после толку години и од пред 5-6 и од пред 2-3 месеца во контакт со тие жени.
И секогаш ги даваме као позитивен пример, каде се изборила и за секоја една промена која настанала, ќе ни се јават, дека нашле поевтин стан под кирија, дека се средиле, дека еве имало помош, па локалната самоуправа делувала, па и со некои пакети и помош, и тоа е за нас охрабрување. И она не размислува веќе дека ќе се враќа назад. Меѓутоа, постои ситуација кога и они тргнале на тој пат и се разведени и имаат свој живот, да кажам, нов почеток, дека од другата страна сторителот ќе прави проблем. Има да досадува и се заканува, доаѓа пред врата и тоа е тука што треба брзо да се реагира, да му се стави забрана. Завршење на некој вид, бидејќи ја демне, ја прати до работа, по некој пат се случувало, па и сцени на работа се прават. Така да и со работодавци, кога сме сакале да вработиме работодавачи, да работиме жени жртви на себено насилство, некако поинаку гледаат и се плашат од тоа дека негативно ќе се одрази на работата на самата фирма. Да, тука ќе ги споменеме, да, и општество. Тука треба да има многу повеќе општествено одговорни компании. Многу компании кои што ќе дадат можност, бидејќи многу често жртвите, сега без оглед на тоа дали се жени или мажи, и се со деца дома, па и немаат кој да ги чува, па мора да се организираат и тоа е предизвик плюс и за тоа треба да се дискутира. Но зошто вреди да се бориме за себе? Сега тука ги вклучуваме сите. Зошто вреди да се јавиме на телефонските броеви? Зошто вреди да бараме подобар живот? Знаете како наша граѓанска должност е да пријавиме ако видиме дека негде има насилство, да помогнеме. Тоа е важно. Јас имам едно мото што кога кажувам јас не можам, ама ние можеме. Кој ќе речам така, ние можеме, тоа значи и од самите медии, од локалната самоуправа, од локалната заедница кај што живе, од институциите на системот, од соработката со Министерството за образованието и тие деца кои ќе излезат од домот треба да бидат вклучени понатака во образовниот процес, не да останат вон училиштата. Сето тоа допринесува за да може да се успее. И вреди да се бориме за нашите сограѓани. Апсолутно. Благодарам Нена за гостувањето во Македонија на утро. Ние често зборуваме на оваа тема, бидејќи сметаме дека само јавното говорење може да прави промени. Само јавното говорење, превенциите кои се одржуваат, разни трибини, работилници, реков од најмали нозе, превенцијата е најважна работа за да знае да се спречи, и кога ќе спречиме, веќе сме успеале. И само да кажам дека еве ние сме скоро на месец дена од почетокот на кампањата 16 светски дена борба активизам себено насилство од 25 ноември до 10 декември. И секоја година активно учество земаме во сите тие настани и тогаш сакам да кажам дека бројот на јавувања е најголем во текот на годината. Од сите медиуми, било пишани, било електронски, известуваат и говорат на оваа тема и тогаш луѓето повише ни се јавуваат. И јас сум среќна доколку само до еден гледач успеавме да допреме утрово. Ја искрено се надевам. Благодарам за гостувањето.